грешка или погрешна информација. Ова е дел од денешната изјава на премиерот Мицковски во однос на оценката зошто САД, односно администрацијата на Трамп, ни воведе царина од 33%. Тој најави дека Македонија веќе е на линија со САД во очекување некој да се промени оваа ситуација. Во меѓувреме, денеска новинарските наслови се следни: светските берзи потонаа со индекси како оние од пандемијата, криптовалутите вртоглаво губат од вредноста, инвеститорите бегаат од ризик, Европа се мобилизира. Вечерва ги имаме и првите, би кажала, официјални предлози од Брисел до Трамп: 0 царина од Европа за 0 царина за Америка. Пазарењето веројатно започна меѓу големите. Каде во оваа приказна е македонската економија? Економистите веќе предупредуваат дека внимание треба да обратиме не на директните, туку на индиректните импликации кои би ги имале ние од оваа голема трговска војна. Причините и последиците вечерва ќе ги анализираме со моите соговорници. Од мојата лева страна, Мирче Јовановски, колега новинар, колумнист. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Благодарам што ја прифативте. Мојата десна страна, професорката Никица Мојсовска-Блажевски. Одлично. Добро вечер. Да, ова ВС да не утнам и се обидов да бидам прецизна. Да. И професорот Маријан Петрески, не сме се виделе одамна. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Едно сценарио утринава пишувам, со дел од вас бев во координација сценарио во смисла како да влеземе во емисијава, но попладне во веќе најавив од Брисел, фон дер Лајен има една изјава дадено попладне во вечерва, прецизна како беше 0 царина за 0 царина. Веројатно тоа пазарењето започна, но ајде да прокоментираме дали ги добиваме првите сигнали дека можеби оваа трговска војна, цунами, нуклеарна, економска војна, како дел ја нарекуваат, можеби нема толку да ескалира и ќе се најдат големите на некој половина пат. Прашањето е за сите. Да почнеме оптимистички ако може. Па не би можел да почнем оптимистички. Пред да дојдам овде во вашата телевизија, прочитав информација дека претседателот Трамп ја одбил понудата на Европската комисија, не знам сега колку е тоа до крај точно, инаку понудата на Европската комисија се однесуваше 0 царини за индустриските производи, не за се вкупно, таму има некои исклучоци, бакарот, мислам, полупроводниците и уште некои други производи кои што сега во моментов не можам да се сетам. Меѓутоа, ако е точно тоа, мислам дека добро прочитав дека претседателот Трамп ја одбил понудата и има уште еден момент била откажана пресконференцијата со Нетањаху, да, и која што била предвидена да се одржи. Сега што се случува тука, нели, Израел непосредно пред воведувањето на царините од страна на Америка ги сведе на 0 нивните царини за увоз на американски производи, меѓутоа и покрај тоа тие се најдоа на листата на тие реципрочни царини од страна на Америка. Повеќето економисти кои што деновиве ги имам читано се прилично песимисти во однос на развојот на случувањата. Се повеќе се зборува за можна рецесија и мислам дека и реакцијата на пазарите, па дури и цените на овие на производите како што се нафтата, еве сега исто паѓаат и други производи, кафето паѓа, какаото, цената на многу производи е во паѓање. Сето тоа мислам дека е последица на чувствителноста на пазарите и на неизвестноста со која што се соочуваат и компаниите и државите. Дали ќе се најдат големите играчи во преговорите некаде на половина, тоа допрва треба да видиме. Ние како мала држава тука многу ни се ограничени, нели, мерките и ресурсите со кои што можеме да влијаеме. Ја спомна денеска изјавата на премиерот Мицковски, кој што рече дека да прокоментираме и неа малку, кој што рече дека веројатно е резултат на некаква грешка или лоши информации.
факт е дека има различни податоци меѓу нашата царина и меѓу американските институции. Да, но Јовановски, ова сакам малку подетално ќе навлеземе и во суштината на изјавата и во пораката од пораката на очигледно премиерот. нешто се случило од вчера до денес, каде што нели после вчерашната така прилично оптимистичка изјава, денеска веќе имаме некој ретерирање, ќе чуеме на премиерот изјавата. Јас пак велам во овој вовет пробувам некако некоја економска утеха дека можеби ова е некој чекор направен и дека се ова ќе заврши со некое преговарање. Мирче рече Трамп одбил, но мислам дека денеска советникот негов за трговија рече не се проблем толку царините, проблем се оние како ги коментиравме професоре, не тарифните, не царински бариери. Тие да ги ставиме на маса за преговарање и веројатно чим се зборува за преговарање, можеби ќе тргне тој процес или не. Професорке. Вие употребивте многу в термин пазарење, не преговарање. Мислам дека ова е стратегија на Трамп, сите го знаеме Трамп, ова е стратегија која што од бизнисот ја применува во глобални рамки или на ниво на преговарање со држави. Она што не изненади сите, иако знаевме дека ќе има царини реципрочни така натаму, тоа е методологијата, односно начинот на пресметка. Односно, тука навлегуваме во суштината дека сето ова се базира практично на трговскиот дефицит на САД со останатите земји, а не се базира на царината или на реципрочна царина. Сега тој трговски дефицит, како тие го објаснуваат, е дел заради различна обем на извоз и увоз, меѓутоа делумно произлегува и од нецаринските бариери. Пример, челикот кој што се извезува од Кина во САД, тие велат струјата за производство на тој челик, кој што е голем инпут во цената на челикот, е субвенционирана од страна на државата Кина. Така, има и многу други такви нецарински бариери или субвенции кои што државите ги прават, било која поможна странска инвестиција во земјата и така натаму, и сега тие велат ние сакаме да ги намалиме тие нетрговски бариери, бидејќи според Светската трговска организација утврдени се правилата на игра во смисла на царините. Така што тоа е обидот на Трамп. Јас мислам дека ќе има преговарање, дека нема ситуацијата да биде онаква каква што е во моментот, меѓутоа малите играчи нели ќе бидат, колку што прочитав, околу 50 земји веќе чекаат да се сретнат или да преговарат со тимот на Трамп. Македонија е една од тие. Рече Трамп денеска телефонот цело време звони, не може да постигне. Да. Тоа е апсолутно така, што мислам дека е период на преговарање, меѓутоа проблемот е во тоа што секако дека негативно влија и врз глобалната економија и врз бизнисите, бидејќи неизвестноста е преголема. Не знаете што ќе се случи, да произведуваме, да не произведуваме, да извезуваме и така натаму. Значи големи преструктурирања, меѓутоа јас би рекла дека треба малку да почекаме, да не нафаќа паника и да видиме како ќе се одвиваат работите. Она што е позитивно, се надевам дека се не ја дезинформираме јавноста, бидејќи само стигаат информации и не можеме некогаш да ги оцениме, е дека услугите нема да бидат царинети со тие стапки. Во Македонија има извоз на услуги, тоа се оние наши компании, да кажам, од Соединените Американски држави, кои што дел од операциите ги прават тука, дали се сметководствени и така натаму, за тие нема царини, што е, еве, вака почетно добар сигнал. Ке навлеземе и во структурата на нашиот извоз таму. Професоре? Па денеска беше исклучително неизвесен ден. Веројатно повеќето од нас се интересираат сега повеќе за берзите, без оглед што тоа не го правиме можеби професионално, меѓутоа американските берзи во текот на целиот ден одеа и нагоре и надолу како доаѓаа нови информации или би рекол дезинформации. Например, позитивна беше реакцијата на тоа дека евентуално Трамп размислува да ги одложи или нешто да стори за тие да не стапат веднаш на сила, меѓутоа и тогаш берзата реагираше позитивно, за веднаш потоа да биде демантирана таа информација дека не е точна и повторно видовме потонување на берзата. Што е интересно за мене. Сега веќе се прават одредени калкулации колку би можела да изгуби светската економија, бидејќи доминантниот наратив и она што окажуваат и научните истражувања е дека протекционизам или спротивни сили на глобализацијата која што ја гледавме во последните 30 до 40 години неминовно се негативни за светската економија. Сега проекциите кои што моментално циркулираат, што верувам и тие ќе бидат предмет на ревизии и реоценки, се дека светската економија би изгубила од пола до 1% поен, што може би вака гледано и не е толку многу. Меѓутоа, ако ја забележиме реакцијата на пазарите, гледано во апсолутна смисла, тие деновиве изгубија многу повеќе од она што би значило половина или 1% од светскиот бруто домашен
производ. Така што сега кај берзите имаме силна реакција на неизвестноста која што стапи на сцена, би рекол, главно со објавувањето на царините од страна на Трамп за сите земји во светот, условно кажано, но спротивно на реакцијата која што берзите ја има кога Трамп беше избран. Да се потсетиме дека и тогаш постоја најави дека тој ќе воведе царини. Сега главно тогаш беше дебатата можеби фокусирана на Кина, Мексико и Канада. Меѓутоа се уште тогаш пазарите вградуваа некоја доверба дека она што тој го планира може да има позитивни ефекти. Сега гледаме дека пазарите имаат спротивна реакција и тоа е мощно и интересно. Тешко е да се предвиди. Дали ова би била некоја долгорочна реакција или можеби краткорочна, ќе следиме во следните денови, дали би настанала корекција кај пазарните индекси или сепак тие ќе опстојат во некој подолг временски период. Значи би рекол дека она што во моментот го знаеме е дека имаме на сцена голема неизвестност, како што кажа и соговорниците, кога таа би се расчистила, односно колку долго би траела, тоа е многу големо знак прашање во моментот. Има интересни изјави Трамп преку социјалните мрежи да најавива. Една од нив ја имаме во режија, ако може да ја пуштат. Мислам, вака беше издржете, нема да биде лесно, но крајниот резултат ќе биде историски за САД, ова економска револуција ние ќе победиме. Една од неговите изјави, значи, ова што го говориме, се уште останува на таа линија, дека оваа трговска војна, иако и во Америка веќе се мерат негативните, ве зборувам со поедноставен речник за гледачите, се мерат тие негативни, како да кажам, поени од оваа најавена, како да речеме, индустријска револуција и економска, што ја нави Трамп за својата матична земја. И веќе само да го спомнам Илон Маск, тој вели во една од своите изјави интервјуа, се надевам дека на крајот Европа и САД ќе се согласат и ќе се вратат на нула царински стапки. Има уште еден од тајкуните, милиардерите околу него, кој денеска силен поддржувач, кој дава изјава дека веќе ова носи толкова неизвестност, а неизвестноста е нели еден од главните фактори за дестабилизација економска, зборувам воопшто. Ова што го велиш ти дека претседателот Трамп дава оптимистички изјави, па не соодветствува со изјавите на Кругман, например, кој што денови во повеќе наврати има една социјална мрежа, не знам сега во моментот како се викаше, каде што ги објавува своите размислувања, ние нешто во независен преземавме од таму, инаку беше колумнист на Нью Йорк Таймс доскоро. Родрик исто, тој е познат економист, професор на Харвард, тие сосема спротивно, мислам, спротивни се нивните очекувања за развојот на станите, на глобално ниво. А во однос на Маск, денеска проциркулира едно интересно видео кој што тој го објави на неговата социјална мрежа X, каде што го цитира Милтон Фридман, познат нобеловец. Тоа видео е снимено, не знам, одамна, бидејќи почината Фридман, примерот со моливот. Значи, на тоа го спомна и професорот Славевски во петок на една презентација, односно дебата каде што учествуваше Никица во Стопанската комора. Значи, зависноста на глобалната економија преку пример со еден обичен молив. Значи, за да се произведе нели дрвото, се користат машини, тие машини се произведени не знам каде, суровините за тие машини се произведени од друго место, графитната, графитот во обичниот молив, гумата каде е произведена, бојата, значи илјадници луѓе го учествуваат во еден таков производ. Јас пред неколку години пишав нешто за велосипедите, па најдов на еден многу интересен текст каде што беше објасната меѓузависноста на светската економија за производство на еден велосипед, што е многу поедноставен производ во однос на еден автомобил каде што има, не знам, 30.000 или колку 3.000 делови. Така да ќе видиме, повторно ќе видиме. Сега тој оптимизмот што го шири претседателот Трамп е веројатно од негов аспект оправдан, меѓутоа еминентни економисти имаат сосема спротивни практично, размислувања. Да. Сега сакам да малку околу сати да го завршим овој круг. Целта негова, една од целите нели беше да се вратат компаниите, индустриите во Америка.
работна сила, па објави војна нели со мигрантите, депортација. Тие поучествуваат со поголем удел како работна сила на американскиот пазар. Сега вака звучи добро, плански, но колку во реалноста може да ги истурка Трамп овие политики? Колку може да ги, бидејќи гледаме дека и нивната домашна национална валута, мислам дека губи од самата вредност. Еви денеска тоа прочитав. Ја штити ли својата национална економија Трамп со овие политики? Интересно прашање, морам да кажам, дека интересен период за сите економисти, бидејќи сите излегуваат сега со своите теории, се обидуваат да предвидат што ќе се случи, ќе видиме. Добро, тест за економистите, нивните проценки, нели? Да. Баш е тест, бидејќи сите економисти работат со претпоставки кои што некогаш си далеко од реалноста. Она во што сите се сложуваат е дека првичниот ефект ќе биде инфлација. Во САД, меѓутоа и за тоа не се сложуваат доволно. Колку кажуваат примери кога во првиот мандат Трамп ги зголеми царините кон Кина за околу 20%, дека ефектот врз порастот на цените бил само 0,7%. Велат ќе биде мал, некои велат голем. Меѓутоа има доста спротивставени мислења во однос на тоа кои ќе бидат на долг рок или која е интенцијата на Трамп. Според едните интенцијата е нели да ги привлече компаниите да отворат производни капацитети во САД. Меѓутоа ќе се зголеми вработеноста, меѓутоа пазете и она што го кажуваше Мирче, ние се базираме на специјализација. Специјализација значи дека работната сила точно знае што произведува најдобро со најдобри вештини и заради тоа продуктивноста е висока. Значи, ако дојдат компании, ако се изгуби специјализацијата, продуктивноста ќе биде помала и САД ќе изгуби конкурентноста. Значи, тоа е една од вака можните сценарија. Меѓутоа, некои велат дека игра многу паметно во однос на долгот. Значи, знаете дека една од неговите цели е намалување на долгот. Велат дека до крај на 2026 доспеваат околу 9 трилиони американски долари како долг и дека она што им се исплати е да се намалат каматните стапки. Според таа теорија или таа група на економисти, дури и добро да има рецесија во САД, бидејќи на тој начин ќе мора да се олабави монетарната политика, да се намалат каматните стапки и ќе биде помала цената на долгот. Така што, значи, навистина во голем диапазон има анализи на тоа што се случува, меѓутоа Трамп, да не забораваме дека победи токму врз основа на ваква програма, така, значи тоа беше да ги вратиме работните места во Америка, да ја засилиме популацијата, да ја намалиме таа разлика во богатството и така натаму. Така што тој си работи на својата агенда, за тоа доби легитимитет, меѓутоа ќе видиме. Многу се храбри чекорите, меѓутоа мислам дека беше сосем очекувано. И се гледа дека 4 години буквално се спремале за нешто вакво. Добро. Основната премиса на неговото делување во моментот е дека тој ќе ја реиндустриализира Америка, која што во последниве 20-30 години отиде во услуги, тоа во висока технологија генерално. Меѓутоа, мислам дека во економската литература постои еден генерален консензус дека вие не можете да постигнете индустриализација или реиндустриализација со царини, со наметнување царини. Таму треба други политики, индустријска политика, паметна специјализација, ова што Никица го спомна и така натаму и така натаму. Сега, ако ја погледнеме ние Америка малку наназад, точно е дека во 80-тите години, можеби во дел од 90-тите, постоеше процес на деиндустриализација, кој што се поклопи со процесот на либерализација, вклучително намалување и на царините, и таква една корелација постои помеѓу намалување на царините и опаѓање на уделот на индустријата во американската економија. Дури гледачите веројатно ќе се сетат дека имаше пропасти на цели градови, меѓу кои што најеклатантен е примерот на Детройт. Меѓутоа, сега американската економија е во друга фаза. Спомнав, тоа е доминантната фаза на услугите и високата технологија. Дури ако ги видите сега кои се доминантни компании кои што се сите во сферата на високата технологија, вклучително и компаниите на Илон Маск, ќе видите дека ние денеска кога зборуваме за американски компании, не зборуваме за компании кои што произведуваат автомобилски делови или произведуваат текстил. Така што денес обратната спрега не би важела дека ако вие ги зголемите царините, дека тоа ќе доведе до
повторно воспоставување на индустријската база како што таа постоела пред 30-40 години. И тука се надоврзува основниот постулат во меѓународната економија, дека вие ќе произведувате она во што имате компаративна предност, што значи можете да го произведете наефикасно, така што за друга нација која што има компаративна предност во нешто друго, дури и да може вашето добро да го произведе, подобро е да го увезе затоа што тоа е произведено на поефикасен начин, значи поевтино е да го увезе, а да не зборувам дека за други некои производи, особено во делот на земјоделието или производи за кои што се специјализирани некои афрички земји, например Гана произведува какао, дека тоа и да сакаме денес не може да се произведе во сад, особено не во мера во која што економијата конзумира, затоа што во меѓувреме факторите на производство, работната сила беше спомната, меѓутоа и земјата и машините потребни за производство на сето тоа не наоѓаат соодветно поднебје во таа економија. Многу подпрашања имам нели околу Америка и целта и тие проценки и прогнози, но јас сакам сега малку да влеземе за кај нас, да видиме каде сме ние нели во оваа трговска војна. Овде предлагам да пуштиме изјавата на премиерот дадена денеска во однос на САД. Генерално ова е интегрален дел посветен на нашите односи со САД, царините и очекувањата и плановите на владата, да видиме изјавата. Ние работиме со нашите партнери, Соединените Американски држави, и очекувам многу скоро да се коригира ова кое што очигледно е резултат на некаква грешка или погрешна информација. Имајќи предвид дека нашата трговска размена со Соединените Американски држави во 2024 година е во негатива, односно сме во дефицит, а тие држави кои што се во дефицит практично немаат ваков тип на зголемување на давачките. И сега се споредуваат податоците во контекст и со амбасадата, и со Министерството за економија, и со кабинетот на председателот Трамп. И тоа беше дел од разговорите што ги има накратко во Брисел министерот Моцунски и државниот секретар Рубио, така што во периодот очекувам да се излезе од оваа состојба. Дали се размислува заеднички настап со другите балкански држави, не само до овој момент нема такво. До овој момент таква идеја нема. Да, ова е изјавата. Значи, прецизни сме, грешка или погрешна информација. Ајде да ја прокоментираме. Вчера премиерот исто така даде изјава во која рече дека очекува добри вести од Америка. Многу брзо. Денеска вели се уште дека очекува, но дека во моментов повратни информации нема. Сега навистина јас сакам да прашам, различни се мерењата, за нас ние имаме дефицит во размената со САД за САД. Тие имаат дефицит со нас, различни статистики, навистина ли е грешка, погрешни информации. Ајде прво на овој да се задржиме. Мислам дека тоа е клучното прашање што треба да се реши, дали имаме дефицит или суфицит во размената со САД, и мислам дека тука јас сум изненаден од толку голема разлика, инаку факт е дека и меѓу други држави кога се споредуваат надворешната размена постојат одредени разлики. Сега овде се спомнуваат автобусите кои што се извезуваат преку Белгија и одат кон САД. Значи, ние пред неколку години имавме можност група новинари да ја посетиме фабриката Ванхол овде во Скопје, додека беше со старата собственичка структура, сега има таму нели променета собственичка структура, меѓутоа очигледно дека производниот процес и тече понатаму и дека купувачите се горе-долу претпоставувам исти. Зборот ми е дека тогаш, кога бевме ние во посета на фабриката, имаше повеќе автобуси кај што стоеше одредиште, односно купувачите, Google, Microsoft, други големи американски компании, каде што производите, значи произведени тука во Скопје, кај нас во Пирс, кои што потоа се возат до, не знам до кој град во Белгија, на завршна контрола и можеби некоја доработка и после се транспортираат во Америка. Дали тука од тој извоз произлегува толку големата разлика,
Не знам, тоа треба нашите институции да го расчистат. Предпоставам Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи и за надворешна трговија. Нема, ние сме бидејќи не зборуваме дека за некои милиарди евра обем на трговска размена, ова е трговска размена, колку е 300 милиони вкупната трговска размена. Според нашите податоци, ние сме во дефицит 100 милиони. 70 милиони. Спротивно на тоа, американците тврдат сосема поинаку. Така да, тоа е клучната работа што треба да се расчисти, па да се види што понатаму. Да, ова е интересно кој како гледа на таа трговска размена и навистина е нејасно еве за нас се уште дали во тие бројки ова што вели Мирче влегува она што е директно извезено од Македонија или индиректно преку европските земји преку тие канали. Го спомнавте вие, професор, ке тој дел околу методологијата. Јасно вие каква ни е позицијата, како може да не ни е јасно. Дури и премиерот вели ќе побараме информации каде ни се разликуваат тие податоци. Мислам дека на тоа се должи нашата комоција кога беа најавени реципроцитетни царински стапки, ние сметавме дека се ниски, имаме дефицит во размената со САД и така натаму и воопшто не се грижевме што ќе се случи. Видете, сега сите некако што се истражувачи и економисти пробуваат да ја видат разликата од она што досега го имаме како информации. Таа разлика постои повеќе години, правени со некои обиди да се стапи во контакт со бирото за цензус, се викам, за податоци во САД, да се види која е разликата, меѓутоа нема некој голем интерес од нивна страна, бидејќи размената со Македонија е многу мала. Не спомнавме дека нашиот извоз кон САД е околу 1,5% од нашиот вкупен извоз, увозот 1,3 или 1,4%, значи многу е мала нашата размена, па и кај нас немало голем интерес. Зашто се работи вака начелно? Автобусите кои што ние ги рачунаме дека се извезуваат во Белгија, меѓутоа САД рачуна дека се увоз од Македонија како земја на потекло, бидејќи најголем дел од компонентите, речи се цели автобуси, се од Македонија. Во извозот имаме во структурата на извоз на суров тутун, имаме извоз на електрични апарати, апарати за домаќинство и така натаму. Меѓутоа, кај сите, значи тоа е проблемот или предизвикот, од Македонија како извоз за САД се рачуна само тоа што директно се извезува кон САД. Добро. Така што тука се јавуваат разликите, меѓутоа имате разлики во смисла на транспортни трошоци. Кој имате извозна декларација, вие, значи точно ја прикажувате цената на извозната стока. Меѓутоа кога ќе стигне во САД како увоз, тогаш се додаваат и транспортни трошоци и некои други трошоци. Че има доста разлики. Се надевам дека навистина институциите овој пат ќе направат поголем напор и преку нашата амбасада во САД и преку американската амбасада во Македонија да ги видиме тие разлики. Мислам дека така една средна вредност дава една меѓународна статистика која што ги покажува вредностите, меѓутоа за жал САД се водат од нивната домашна статистика во случајот. Тоа значи 33% царини, ние сме во групата со над 30%. Во горната група. Имаш еден коментар, мислам така прокоментиравме, што да кажат србите со 37. Меѓутоа кога се истрча Косово, беше Израел, ставија 0 царински стапки и така натаму, видовме дека моделот е сосема друг и дека тоа не поминува во оваа фаза. Да. Грешка или погрешна информација? Вака интересна конструкција на премиерот. Не мислам дека е грешка, не е грешна информација, туку се должи на ова што беше кажано, дека да кажем, двата статистички заводи имаат одредена разлика во методологијата на опфат на меѓународната трговија и мислам дека главно разликата произлегува токму од автобусите. Ние, како да кажем, де факто ги извезуваме кон САД, меѓутоа извозот оди преку Белгија и де јуре го регистрираме извозот дека е кон Белгија, меѓутоа кога ќе стигнат во САД, тие се интересираат за тоа која е земјата на потекло, која што вградила најголем дел од тој автобуси. Сега јас немам представа, меѓутоа претпоставувам дека над 90% тој се произведува тука во Македонија, така што тие го регистрираат како дека потекнува од Македонија и тоа го генерира на суфицитот. Меѓутоа генерално начинот на кој што се појави голема дебата околу начинот на кој што се пресметани царинските стапки од САД кон нас и кон сите останати земји, би рекол дека е на некој начин чуден, абсурден, нема до крај објаснување, бидејќи тие тргнуваат од големината на дефицитот нивни кон останатите земји во однос на вкупниот увоз.
Значи, тоа не е царинска стапка која што ние ја знаеме, која што се плаќа на производ, кога тој ќе влезе во земјата, меѓутоа на некој начин е оптоварување или би рекол некоја имплицитна царинска стапка и целта сега со повисоките царини е тоа да се смали. И тие рекле дека окей, ова е не знам, за Македонија 70% овој удел и сега ние ќе бидеме великодушни, ќе го преполовиме тоа и доаѓаме до 33%. Значи, некоја претерана економска логика во тоа нема. Сега може да се дискутира во која мера владата може да направи напор да го објасни ова, од каде произлегува дискрепанцата, затоа што предпоставувам дека ако се прифати аргументот дека ние кон САД немаме суфицит, туку имаме дефицит и обратно гледано од нивната страна, тогаш веројатно ќе бидеме во позиција како Косово и Албанија, ќе дојдеме до прифати, 10%. Меѓутоа, тоа не е суштината на прашањето, затоа што директните ефекти од сето ова за Македонија се мали, би рекол занемарливи, како што кажа Никица, уделот на нашиот извоз кон САД во однос на вкупниот извоз е 1,5%. Значи, се знае дека главниот трговски партнер на нас е Германија или Европската Унија, повеќе од 70%. И за нас е битно што ќе биде резултатот од судирот на титаните, така да кажем. Односно, сега така ја отворивте емисијата, што ќе произлезе од евентуално преговарање, бидејќи ефектите ќе дојдат индиректно. Првиот индиректен канал е секако најдиректно се засегнати странските компании, кои што преку европските земји извезуваат на американскиот пазар. Вториот ефект е она што го зборувавме, очекуваната рецесија, која што знаеме, а која погоди Европската Унија и посебно германската економија, тоа веднаш кај нас се чувствува. Јас би сакала тоа во вториот дел, во овој дел само уште една политичко-економска оценка во однос на ова примарниот дел околу вкупната трговија што ја имаме во САД. Стратешки партнер на Македонија, бевме меѓу првите земји на церемонијата, нели премиерот беше неколку пати. Навистина многу надежи се садија кај нас дека се лобира во постојана комуникација со луѓе блиски на администрацијата и одеднаш кога вие 33% како студент туш некако ги потврди оние тези дека Трамп буди исклучиво трансакциона политика и дека нема скрупули кога се работи за парите. И сега моето прашање, ние имаме таму луѓе, го видовме премиерот, ја видовме владата, ќе успееме ли нешто во овој сегмент? Го изостанувам оној што ќе го коментираме како поголем удар за економијата. Барем околу цариниве да излобираме нешто. Ќе не чуе некој таму, ќе успееме тоа да го испреговараме? А не ако дали грешка или не грешка, не е битно што ќе биде ли договор за слободна трговија, не знам. Една држава како Израел, која што е, како ја кажам, поблиски сојузници меѓу САД и Израел нема, или ако Велика Британија е во слична ситуација, не знам колку можеме ние нешто повеќе да направиме на таа тема. Освен ако не се испеглаат овие разлики што ги имаме во податоците. Инаку во однос на царините, деновиве стигна информација од нашата царинска управа, значи генерално на увозот на американски производи се плаќа од 0 до 15%, мислам, царина. Освен за цигарите има 60%, меѓутоа таа важи за сите држави, со тоа што ние последниве години сме немале никаков увоз на цигари, сега во игра се прелевманите. Тоа е посебна давачка која што се додава после за да се изедначи цената на увозните производи со домашните производи. Тука мислам дека е малку спорно, да кажам, од наша страна, дали ќе има политичка волја да се укинат прелевманите, што тоа ќе значи за нашата економија, тоа треба да се проанализира. Така да царините во однос на увозот на американски производи генерално не се многу високи, барем во ова што стигнува. Моето прашање беше ви за сите и го завршуваме кругот. Ние сега некако осеќам енергијата, ја насочуваме да испреговараме за овие 300 милиони евра трговски или долари вкупна трговска размена, вкупна ја зборувам. А од друга страна Европа веќе се мобилизира и веќе има, нели, сериозни анализи и проценки дури и за зборот
рецесија, додека ние се насочуваме и концентрираме ова, например, да избоксуваме некој договор за слободна трговија. Така, прво договорот за слободна трговија мислам дека е крајното решение или оптималното решение, меѓутоа подолго време се обидуваме и во рамките на стратешкиот диалог е отворено како прашање, меѓутоа од страна на САД нема интерес за сега за потпишување договор за слободна трговија. Секако се надам дека со одредено лобирање, застапување во САД дека ќе дојдеме и до една таква ситуација. Се друго се привремени решенија. Ако ме прашувате дали Македонија ќе биде првиот исклучок, нема да биде сигурно првиот исклучок од оваа политика на Трамп. Спомнавме кој Израел не може да биде првиот исклучок, сигурно нема да биде Македонија. Точно дека нашата дипломатија, барем од јануари наваму, е многу силна, особено во Вашингтон, меѓутоа исто така и јасни се сигналите од сите кои што се на високи позиции дека првите 6 месеци се подредени само на Америка, само на интересите на Америка и дека секој еден кој што е на ниво на министер и така натаму има јасни задачи од претседателот Трамп што треба да се сработи. Така што Македонија се надевам дека е и стратешки пријател на САД, меѓутоа овие 6 месеци пак ќе кажам дека не очекувам дека ќе има некои многу позитивни сигнали или исклучоци за Македонија. Оно што мислам дека е време, бидејќи да не заборавиме дека царините по својата улога ја заштитуваат економијата, ја заштитуваат во смисла на производи кои што веќе ги има кај нас и така натаму, меѓутоа со тек на време не ја одигруваат таа улога или онака како што е во моментот, да кажам, рамката на нашата царинска политика, така што можеби е период да се направи едно преразмислување од што навистина ја штитиме македонската економија или пак производи од кои што навистина ги нема и за џабе ги имаме царините. Така што е добар период за тоа, меѓутоа ултимативно решение е договор за слободна трговија. Петрески, завршуваме со вас овој круг. Видете, лично не мислам дека треба да се троши премногу енергија во насока на евентуално олабавување на овие директни ефекти. Се согласуваме сите дека ефектот би бил многу мал, апропо малиот удел на трговијата со САД во однос на вкупната наша трговија. Мислам, договор за слободна трговија сигурно не би штетел. Меѓутоа, мислам дека владата повеќе треба да се концентрира на индиректните ефекти и тоа првично на оние што ги спомнав први, односно индиректните ефекти на засегнатост на странските компании кои што работат во земјава и кои што преку нивните фирми мајки главно во Европа се изложени на американскиот пазар. Инаку да немаме дилема дека и со договор за слободна трговија, односно за евентуално избегнување на царинските давачки, што моментално изгледа како утопија во вкупниот контекст, сепак ние сме географски оддалечени многу од САД и тоа е главната детерминанта зошто ние не тргуваме со нив, така што сите останати дискусии дека премиерот бил на инаугурацијата, седел ваму таму, мислам дека се неадекватни во овој контекст да се дискутира во тој. Добро, ама тоа е тој контекст за засилена дипломатија, засилено лобирање и за економија, најавени инвестиции од таму беа или инвестиции тоа нема да ги намали индиректните трошоци од трговијата, нема да тоа да има никаков ефект, дури да седел премиерот веднаш на местото на Илон Маск или не знам какви привилегии да му биле дадени. Тоа сакам да кажам, со оваа дебата за царините не гледам некоја особена врска. Да, овде правиме една кратка пауза за реклами, во вториот дел одиме, дали препознаваме веќе некои посериозни политики за справување со ова трговско цунами, каков ќе биде ефектот врз странските директни инвестиции, а со тоа и врз илјадници, десетици илјади вработувања таму. Останете со нас, продолжуваме за кратко. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Сега навлегуваме во оној дел што практично значи оној посериозен удар, како да го кажам, секундарен, односно не секундарен, индиректниот удар, кој би бил посилен, некој вела дури 90% од вкупната штета предпоставена, ќе дојде токму од таму. Во едно од владините соопштенија се напиша следново: оваа одлука, се мисли нели на царините, нема да има голем импакт врз нашата економија, но ние имаме јасен план како понатаму. Ова е обид за репреговарање на трговски односи во светот, нешто што беше неопходно и што, иако сега за некој представува шок, за други може да значи можност. И ова премиерот веќе го повтори. Но јас повторно веќе се повикам на некоја новинарска интуиција и читање така меѓу редови. Од владата како акцентот го ставаат на овој директен ефект и оваа трговска размена.
не се расположени премногу да говориме за овие индиректни ефекти кои ќе ги имаме. Ајде од каде да почнеме, Евановски, за овие индиректни ефекти со компаниите во зоните со денеска премиерот за волја на вистината во ги на спомна. пресконференцијата кажа дека индиректните ефекти ќе бидат многу поголеми доколку не се случи се ова. Доколку германската економија пред се страда и во тој контекст точно, мислам тие претпоставки се точни, бидејќи нашиот изvoz е генерално насочен кон Германија. Инаку ова, јас неколку пати досега во мојата новинарска кариера ја имам слушнато таа реченица дека нели кризата е шанса и така натаму и дека имаше дури и такви изјави дека ќе сме ќареле за време на финансиската криза, меѓутоа тоа бара многу посериозни економски политики, промена на структурата на економијата, зголемување на продуктивноста, барање на нови пазари. Колку од сето тоа е на поведок да се реализира, јас не сум многу убеден, не гледам некои посериозни промени во таа насока. Но останува да видиме, еве сега владата владата иницираше еден инвестициски циклус кон компаниите со парите од унгарскиот кредит, што ги дава на компаниите по многу поволни заеми. Ако обстои оваа криза во светот, ако се соочи светот со некоја глобална рецесија, навистина ќе треба многу напори тие нови економски инвестиции да го и производството што ќе го продуцира да го најдат своето одредиште. Не добро, ќе го чувам тоа за следно прашање во овој круг. Може ли да објасниме за какви индиректни ефекти говориме? Кога ги изборуваме индиректни ефекти може да бидат силни. Да, најпрво да кажам, владата се фокусира на директните ефекти бидејќи таа може да влијае, нели преку своите политики може да влијае за тоа кои се, дали се тоа царински давачки, кои се поволности така натаму за странските инвеститори или за компаниите кои што извезуваат, меѓутоа не може да влијае толку на индиректните ефекти. Кои се тие индиректни ефекти? Голем дел од нашите компании во технолошко-индустријските развојни зони произведуваат делови за и во индустријските зони делови за автомобили, кои што се зборува многу пластично, се извезуваат во Германија, се користат за да се склопат автомобилите во Германија и од таму се извезуваат во САД. Инаку САД има огромен пазар или тој дел и од бруто домашниот производ и воопшто трговијата посветен на автомобили или на превозни средства е огромен. Тие произведуваат околу 8 милиони автомобили годишно, меѓутоа увезуваат 8 милиони. Дел од тие се увезуваат преку Германија, дел и германски фирми имаат пак во Мексико производни капацитети, значи многу е поврзана да кажам автомобилската индустрија. Така што тие индиректни ефекти се тие. Ако германската економија не извезува толку автомобили кон САД, тогаш и нашите компании нема што да произведуваат, ниту пак да извезуваат во Германија. Така што тие индиректни, се зборувам само за една индустрија, меѓутоа многу индустрии се автомобилската најмногу се зборува и таму имаме на странски директни инвестиции во автомобилска индустрија, затоа и ја потенцираме, нели? Така што ќе бидат тие индиректни ефекти големи доколку Европската унија не испреговара поволности, гледаме најпрво се заканува, нели, ќе воведеме ние реципрочни царини така натаму, меѓутоа сега малку ретерираат во тие ставови, сакаат да испреговараат, така да се надеваме прво дека ќе испреговараат подобри услови. Меѓутоа да не заборавиме, значи сите се фокусираме сега на царините, меѓутоа да не заборавиме дека германската економија, нашиот најголем партнер, веќе извесен период е во рецесија, односно има пад на економската активност и особено во автомобилската индустрија. Сега како и секоја друга економија или силна економија би рекла дека тие прават различни обиди каде да ја пренасочат и работната сила и производството. За жал, тоа е во воената индустрија. Сега внимавајте, вие ако сакате, вие ако се рачунате како дел од тој глобален синџир на добавувачи. Во овој случај во автомобилската индустрија не може одма да се преструктурираме да бидеме синџир во добавувањето, односно добавувач во воената индустрија. Че мене повеќе ме плашат тие процеси што се случува со економијата во Германија и воопшто нели целата Европска унија, меѓутоа во Германија има големи промени кои што ние и економистите, па и геостратезите малку ги разгледуваме. Мене повеќе ме плашат тие ефекти. Значи не следиме што се случува. Да не зборувам за Истокот, не следиме што се случува со БРИКС земјите, што се случува со дигиталниот јуан.
Минатата година 40% од светската размена се одвиваше преку дигиталниот ренминби, а не преку долар. Значи многу големи процеси се случуваат во светот кои што ние ги забораваме, ниту сме доволно информирани, ниту пак ги гледаме. Фокусирани EU. Да, EU, ама добро. Иднината е во EU, нели? Таа е флоскулата. Не само иднината, нели? И математички, и економски, целиот пласман. Па не би рекла, бидејќи, знаете... Па добро, изложеноста према Германија, мислам, само наше е над 40%, така нашиот извоз таму. На 40% е само во германската, 41 и 42 беа последните податоци. Меѓутоа има многу можности за извоз и за нашите компании и сега треба да ги искористиме тие можности. Не е лесно. Добро. Добро, мислам, нема дилема дека би рекол опасни се тие, да ги наречам, каскадни ефекти, односно намалувањето на поварувачката во сад за различни производи, особено што се набавуваат од EU, што ќе се одрази врз европската економија и тоа ќе се одрази кај нас. Би рекол дека побрзо, веројатно, преку странските фабрики, кај кои што во моментов движењата не се поволни, како што кажа и Никица, во последната година, може би и 2 години, ние забележуваме падови или ниски растови кај извозот, што се предизвикани токму од движењата кај странските фабрики кои што оперираат во зоните. Дури има и додатни, би рекол, негативни тенденции таму, да тие најдуваат поголема компаративна предност во други пазари, главно во Северна Африка, и веќе има некои најави дека одредени фабрики ќе се преселат таму. И се разбира другиот индиректен ефект е ефектот што рецесијата во Европа и главно во Германија ќе го направи за вкупната наша економија, значи не само за компаниите во тирзовите. Сега, тука не мислам дека владата има преголем маневарски простор, не може премногу да стори, бидејќи тоа се глобални случувања. Меѓутоа, може, например, нешто што може практично веднаш да го направи е да разговара со овие фабрики кои што се во зоните. Јас мислам дека тие не се премногу, се 40 на фабрики или барем со поголемите, да ги слушне нивните видувања за тоа како ова ќе се одрази, особено на краток рок врз нив, и врз основа на тоа да се направи евентуална стратегија како владата може на сето тоа да се прилагоди или што може да преземе. Повторно велам, имајќи предвид дека тој простор, дека нешто таму може да се преземе, не е многу голем. И во тој контекст се согласувам и со претходната констатација дека и за време на COVID зборувавме дека оној така наречен nearshoring, односно преместување на одредени алки од синџирот на снабдување од Источна Азија поблиску до нивните мајки во Европа, дека ние ќе искористиме и така натаму. Да, беше некоја можност, меѓутоа главно не искористивме. Дури гледаме спротивна тенденција, одредени фабрики одат во Мароко, што се разбира се должи на структурни причини. Нашата економија во поглед и на нејзината структура и во поглед на она што може да го понуди како компаративна предност, посебно во делот на трошоците на трудот, не е истата економија како што беше во 2007, кога започна таа политика инвестира во Македонија, и се разбира зборуваме за еден променета контекст, а се разбира и во делот на подготвеноста наша како капацитет сега ние тој тренд да го следиме и да се обидеме нешто да придобиеме од него. Така што би бил скромен во тој сегмент. Додека иве вака анализираме, говориме, мораме да кажеме дека, например, на терен со странските инвестиции баш состојбата не е сјајна. Аптива беше или Аптива? Аптив. Најави повлекување, Джонсон мети помалку вработени. Гентрп. Овдека представник на странски инвеститори вели дека во моментов не постои некоја анализа што може, кај треба да се направи и така натаму. Владата вели она што за некој е шок, повторувам со намера, за нас може да значи можност, а од друга страна, како да делуваме изолирано внатрешно, вели премиерот, не сме седнале на маса нели со земјиве од Балкан, од Европска унија да видиме до кај сме заеднички, како да се делува или да не се делува. Веројатно кажавте, Никица, и вие, владата не може во секој момент, нема за се нешто одврзани раци, има фактори кои што не може да влијае, но има и моменти каде што
Можеме да влијаеме, можеме да предвидиме, можеме да направиме некоја анализа, па да почнеме со некој процес на престројување. Дали препознавате дека нешто такво се случува? Професорот Петровски тоа одлично го нотираше. Значи, најмалку што може и да направи владата е да седне со компаниите кои што се засегнати од американските царини да поразговара. Тоа го направија во Германија тамошната влада во заминување со германските компании. Тоа го претседателот Макрон во Франција со француските компании. Во Јапонија исто така ги собра најголемите мултинационални компании да видат што може да направи владата. Кај нас до сега таква информација нема. И од информациите и од компаниите стигну, мислам, се вестите исти, дека до сега немало никаква иницијатива за таква средба. Треба секако нешто да се преземе на тој план. Сега точно е, ограничени се можностите, буџетот е таков каков што е. Не верувам дека има можност владата сега да ги извади од некој црно сценарио, ако не дај Боже се случи такво нешто. Меѓутоа, да се конципираат некои одредени политики кои што ќе дадат некакви ефекти, тоа во секој случај може да го направи. Инаку последиците, па дури овие директните што се малце би се навратил, значи од една страна тутунската индустрија е една чувствителна гранка кај нас и од социјален и од економски аспект. Второ, падот на берзите, мислам дека го чувствуваат веќе и фондовите од кај нас кои што инвестираат во акции во големите компании на светските берзи, така да не се работите сјајни според мене. Да, и тука во целиот овој корпус недостасуваат информации дали активно и редовно тече извозот кон Америка во овој момент, барем со таа изложеност ние што имаме. Имаше повеќе информации дека е сопрено илјадници возила кои што биле планирани да се извезат во Америка, се сопрени дека не се расчисти ситуацијата. Глобално, не само македонски, глобално се разбира. Зборувам за најголемите извозници. Да, значи доаѓаме до овој момент, што можеме да направиме или дали до сега нешто требаше да препознаеме како поконкретна владина политика или анализа некоја. Ако зборуваме за странските инвеститори, најпрво беше шок за сите, никој не очекуваше ваква политика на Трамп или на Америка, така што веројатно претходно не сме можеле да делуваме. Меѓутоа, ако зборуваме за странските инвеститори, тие имаат една своја формација, здружение Совет на странски инвеститори, така што тие имаат редовна комуникација со владата. Веројатно оваа тема се уште не била тема на разговор бидејќи е новина, меѓутоа меѓу другото, колку што има информации, тие се залагаат за намалување на некои увозни царини, бидејќи на премиси дека тие се пониски во други земји, така натаму, дека ја зголемуваат цената на нивното производство, па се неконкурентни. Значи таков диалог постои, мислам дека се одвива квартално, меѓутоа секако дека сега ова нова можност за двете страни да седнат и да разговараат. Меѓутоа, за мене прашањето е многу подлабоко или долгорочно. Кои се нашите очекувања од странските инвеститори и што сакаме да постигнеме, бидејќи, како што спомна и Маријан, едноставно условите врз основа на кои ние ги привлековме првите инвеститори веќе не постојат. Ефтина работна сила, земја со најниски даноци. Да. Така што мислам дека и еве јас лично и повеќе, да кажам, економисти се залагаме за тоа да се изгради еден нов модел за привлекување на странски инвестиции, институциите да се подобрат и во својата комуникација со инвеститорите, да бидат проактивни, бидејќи ја губиме битката. Значи, порано бевме прва земја привлечна за странски инвеститори, меѓутоа битката навистина изгубивме, дури со некои земји членки на ЕУ, да кажам од Источна Европа, Мароко е сега на сцена, значи ја губиме битката. Ако сакаме развојниот модел да се базира на инвестиции, мислам дека тоа е идејата на оваа влада, мора да мислиме и на странските инвестиции. Секако за поздравување идејата да се поттикне и домашниот сектор да инвестира преку унгарскиот заем, грантовите до општините, сето тоа ќе поттикне инфраструктурни проекти, ќе поттикне инвестициска активност, меѓутоа мораме да мислиме и на какви инвеститори привлекуваме, во кои сектори, дали имаме работна сила за нив и така натаму. Да, кризите главно отвараат вакви проблематични прашања од типот концентрација во овој контекст. Каква е структурата на странските директни инвестиции, кои се директните ефекти од нив, кои се индиректните, зборувам за домашната, за локалната економија. И еве сега повторно се доведуваме во една ситуација кога говориме за редукција на работни места, па дури и селење на СДИ.
надвор од зоните због. Да, во моментов тенденциите се такви во тој сегмент, меѓутоа на пазарот на труд се уште постои она поволна тенденција која што започна пред, би рекол, повеќе од една деценија. Последно видовме дека стапката на невработеност се намали благо, но тенденцијата е понатаму надолна и сега бизнисмените често артикулираат дека постои така наречен кусок од квалификувана работна сила, така што се разбира е поврзано и со високиот раст на реалната плата кој што го видовме во претходниот период на криза, само во неколку месеци таа реално опаѓаше, во целиот друг период растеше, така што тој притисок постои на пазарот на трудот за зголемување на платите и за пат на невработеноста. Како еден посилен бран во делот на намалување на работните места кај странските фабрики би се одразил, може би е тешко прецизно да се оцени, меѓутоа секако негативно, ќе го олабави веројатно овој кусок што постои на пазарот на трудот, ќе го олабави притисокот кај платите и се согласувам со се што беше кажано дека владата сега е прав момент да преземе еден проактивен пристап како кон сето тоа би се поставила. Нема универзално или магично решение, како што и дискутиравме. Просторот за делување е ограничен, апропо глобалното значење на сите овие случувања, меѓутоа добро е да знаеме кој е ставот на владата и незиниот однос кон сите овие текови моментално. Да, ја велам добро е да знаеме, веројатно треба да видиме. Очекувам дека нешто по-конкретно ќе имаме на оваа тема, освен тоа дека можеби преговараме со Америка за да се најдеме негде на пола пат за царините, но за овие индиректни ефекти ќе треба повеќе време. Да, и премиерот, извинете, најави позитивна вест, така? Среќна вест рече, позитивна. Не ја чувме се уште сега. Рече денеска дека се уште не стигнало, имавме новинарство. Да, да видиме што ќе биде, таа сепак беше во делот на царините. Ова е директна вест што ја чекаме од Америка. Вообичаено некако коментираме кај нас се доаѓа со задоцнување, нека поминат месец-два, па ќе видиме каков ќе биде ефектот. Но ова е изборна година кај нас. Повторно избори имаме локални, буџет каков што имаме, буџет, зголемени пензии, 5000 денари вкупно, мислам, заедно беше за пензионерите, го добија тоа зголемување. Еве унгарски кредит 1 милиарда, мислам на тие уште 500 плюс најавени уште 500 милиони евра. Не чекаат избори, ова надворешниве кризи, тоа таму некаде се случува нешто. Сега рецесијата ја споменуваме како збор, но независно и од оваа трговска војна, Германија веќе се бори со таков економски тренд, повторно велиме, таа е наш значаен партнер. А за оваа година нашите прогнози и проценки се прилично оптимистички, барем оние што ги читаме сега во моментов во буџетов, со економски раст, контролирана супер инфлација, да немаме, сакам да речам, контролирана во контролирани рамки, раст на вработеност, по намалување на невработеност. И се ова све треба да се испорача во изборна година. Во изборна година. Па добро, веќе и кризна за Европа и за останатите. Веќе се чувствува таа атмосфера и на политички, па би рекол и на економски план. Не спомнавме Германија повеќе пати. Има една информација дека новата германска влада има намера да го намали бројот на вработени од земите од Западен Балкан, мислам од 50.000 да го врати на 20.000 или така нешто. Ако се има тоа во предвид, ако се има во предвид дека пак под услов, ако не се спогодат Европска унија и САД за царините, дека прогнозите за рецесија се зголемуваат, значи тоа ќе дојде до намалување на број на вработени во Германија. Јас не би сакал да звучам песимистички, но претпоставам дека први на удар ќе дојдат не домашните, домицилните работници, туку оние што доаѓаат од другите земји. Така да ова релативно позитивна клима која што има кај нас сега во моментот со недостиг на работна сила може да брзо да биде сосема спротивно. Ова како што се вели за некој криза, за некој шанса, па може дури да видиме сега.
Сака да речете да мигрира, да се врати дома, не да мигрира, да се врати. Може и тоа да се случи, ако се движат натаму работите, но да се надеваме дека нема да биде. Таман носиме закон за странци, нели, за непалци, за пакистанци, да се олеснат тие процедури за вработување. Добро, ова малку, нели, се нашаливме, но сепак таа неизвестност и економските ризици некако се надевавме дека во секој случај ќе биде интересно да се следи владата, какви ќе бидат мерките што ќе ги превземе во однос на странските инвестиции. Сепак должни сме пред јавноста да кажеме дека според официјалните податоци минатата година беа рекордни. Да, рекордни историски бројки имавме, да. И исто оптимизмот преовладува кај владата дека ќе дојдат и други странски инвестиции. Имаше официјални изјави од премиерот дека не го загрижува толку тоа одење, нели, што е најавено дека ќе си заменуваат, дека вложуваат напори да се променат одлуките и дека има во преговори со, не знам, компанија. Ама додека тоа не се реализира, останува скепсата. Да, СДИ самом, јас ја видов структурата на странските директни инвестиции, не сам на квартално ниво, нели, многу е важно дали се тие реинвестирана добитка, дали меѓукомпаниски долг или зборуваме за нова странска инвестиција, има голема, нели, разлика. Завршуваме со една оценка за ова економска изборна година е веќе. Мислам дека оваа година ние нема да почувствуваме големи негативни ефекти. Прво зашто изборна година, така што обично тогаш количеството на пари во оптек е поголемо. Второ затоа што има инфраструктурни проекти, значи градежништвото ќе води и понатаму. Она што малку не можам да проценаме колку унгарскиот заем ќе влие врз инвестициите на компаниите, дали тие навистина веднаш ќе ги започнат инвестициите, меѓутоа тука големо прашање и дали се она што го користат како опрема, репроматеријали ќе ги увезуваат. Значи можно е само да ни се зголеми трговскиот дефицит доколку кредитите се употребат за увоз на машини, што е, да, на краток рок е негативно, на долг рок секако ќе има поголема продуктивност, технологија и така натаму, и тоа на краток рок може да има негативен ефект. И се надевам дека ќе дојдат нови странски инвестиции, дека овие ќе преразмислат и нема набрзо да заминат, бидејќи по дефиниција странска директна инвестиција не заминува веднаш кога ќе настанат првите проблеми во економијата. Така што според мене оптимистички за оваа година. Добро, но одлуките на странските инвеститори така тие се детерминирани од многу фактори. И мора владата да има проактивен пристап, мора да разговара со нив индивидуално кои услови им се потребни, што им е потребно, доколку може да се исполни за да не се заминува. Значи да се води битка за секој работно место, да се задржи и одржи. Завршуваме со вас, професор. Проекцијата која што е за БДП, растот на БДП годинава, мислам дека некоја консензуална бројка е околу 3,5%, мислам дека е коректна или беше коректна до овој момент. Се согласувам дека може би ефектот од глобални безслучувања врз нашата економија нема да биде екстремно краткорочен, да речем дека од утре ние веднаш ќе почнеме да чувствуваме, меѓутоа доколку обстои ова најава и особено доколку имаме одмазнички царини од страна на Европската Унија и таму видиме едно поголемо забавување на вкупната економија, тогаш очекувам дека до крајот на годината тоа ќе се почувствува и овде и можеби ќе завршиме со некоја стапка на раст на БДП која што е пониска од оваа која што е моментално проектирана. И тука да ја спомнам инфлацијата, денес имаше бројка за март, имаме намалување на месечно ниво во однос на февруари од 1,3%, а кај храната дури 3% пад, што е позитивен сигнал, би рекол ефектот и од затегнатоста на монетарната политика и ефектите од владините мерки за замрзнување на маржите, меѓутоа и сигналот кој што го дадоа кон преку работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата, така што тоа беше денес според мене една позитивна вест. Очекувам дека кај инфлацијата ќе имаме можеби остварување кое што и поповолно од проекцијата од 3%, така што со овие информации што денес ги имаме, овие се очекувањата, меѓутоа динамичен е глобалниот контекст, ќе следиме и ќе видиме како тоа ќе се одрази. Ќе анализираме. Тука сме ви благодарам на сите тројца за учеството во вечерашната емисија. Благодариме поканата. Почитувани, овде заврши 24 анализа. Останете со нашата програма, следуваат вечерните вести. Од мене пријатно.